Обштествениот контекст е многу битен, да не заборавиме нели што се поминавме, така да децата, генерациите млади се израснати во обкружени со насилство и не можеме тоа да го занемариме. Значи практично се она што се случува во општеството се прелева и во училиштето. Има инциденти, во моето училиште е прилично хомогена средина, меѓутоа во последно време она што се најзастапени облици на насилство се булингот, значи меѓуврсничко малтретирање, тука и сајбербулингот, значи преку овие современи социјални мрежи е доста застапено и проблеми со навивачките клубови, значи представници од различни навивачки клубови може да, значи, разни видови инциденти, особено кога има надпревари. Тоа е оно што мислам дека е важно да го кажем на оваа тема. Или тоа да се употреби нож или пиштол, тоа е веќе врв на некое насилство, друго е да кажеме да се степа деца меѓу себе. Мислам, зошто доаѓа до тоа да веќе со себе носат во училиште нож, например? Затоа што масовно сите овие... Затоа што базично, еве истражувањето тоа го покажува, значи стравот се доживуваат небезбедно. И за да, кога се чувствувам небезбеден, имам потреба да се заштитам. За да се заштитам, ќе се заштитам со оружје. Тоа е таа спирала на поврзана со насилството. И фактот дека прилично е достапно денеска оружјето. Значи, они може да најдат нож, може да најдат пиштол и мислам дека на тоа треба да се работи многу во иднина. Какви се вашите можности како психолози кога разговарате со децава? Така, значи таа што е законска регулатива, правилник за изрекување на педагошки мерки мислам дека треба да се доразработи, бидејќи постојано се менуваат формите на насилство и се случува многу често да некои облици на насилство ние имаме проблем да ги покриеме во зависност од регулативата, пошто се нови и за нас се уште непознати. Така да, во принцип, оно што јас сметам дека треба да се направи е да се напреди законската регулатива. Тоа е едната работа. Другата работа што е важна е прашањето на превенција. Значи, превенцијата мора посистемски да се испланира, да не се сведе само на некакви формални приредби против насилството или само на, не знам, некое лого или на некоја максима се бориме против насилството, туку малку подлабоко, земајќи ги во обзир причините кои се за насилство, да се разработат програми. Во светот има доста модели кои што се, мислам, кај нас може да се прилагодат, значи да се вклучат врсниците во превенција на насилството. Тоа се наречени модели на медиација меѓуврсничка, каде што ученици помагаат и на службите и на наставниците да, бидејќи кога децата меѓу себе, кога учениците меѓу себе комуницираат, тој пристап е најдобар. Меѓутоа требаше да им ги прегледувате тажните на таква одлука, беше да се открие дали имат некое ментално орудие, нож, пиштол. Правите ли таква проверка? Не сум запознаен со таква одлука. Имаме, значи, ако имаме информација, значи, од другите деца дека некој носи такви, значи, дали тоа боксирач, ладно оружје или такви работи, сме направили, ама до сега кај нас не се појавило такво нешто. Значи, обично децата се малку поумни во денешно време и знаат да се кријат од таквите работи. Значи, све се прави надвор од училиштето, каде што ние сме многу немоćни да се направи тоа. Еден пример ќе ви дам, значи на денот на знамето која беше на 28 се случило тепачка и убо со нож надвор училиштето. А во сите медиуми се пренесе дека тоа се случи во СУГС 7 Димо, што нема врска. А тоа се случи комплетно надвор. Тоа беше во близина на училиштето. Ама преносот на медиумите го направи тоа што ние имавме огромни реакции од родителите. Кој, како, зошто, внатре. И тука кај што потенцирав, значи дека едно од големите фактори што носи до деликвентно однесување на децата, што донесува до меѓуетничко кај децата, значи тие проблеми деликвентни е и социјално-економските проблеми.
И тука имаме проблем, значи контактот со родителите. Дали се тие зафатени, не може да дојдат, не можат преку ден и такви работи. Кај нив се појавуваат такви работи. Првенствено, кога дискутираме наследството, е необходно да видиме колку често се јавува наследството и во какви форми се јавува тоа. Па така, според резултатите, 19,6% од испитаните ученици имале физичка пресмртка со некого во изминатите 30 дена. Значи, овој процент однесува за изминатите 30 дена или за последниот месец од минато искуство. 25% трудно или немавна мешана на некого, 7,7% вичале за коса или залиште или тирале некого да направи нешто што не сака да направи. 6,9% испитаните ученици во изминатите 30 дена се заканили или нападнале друго лице со палка, шиша, буферач и нож или некој друго видо на неогнево оружје, а 4,6% се заканили на некого со пишта. Покрај манифестираното наsilно однесување го испитувавме и булингот, односно искуството кој што го имаат средношколците со доживеано, претрпено насилство од миналите вртници. Секогаш кога ќе го споменаме Министерството за образование и наука, добиваме перцепција дека наставникот е тој кој што е главниот креатор на она се што се случува во училиштето. Не е така, да, наставникот е дейноста во училиштето, меѓутоа мислиме и сме на став дека доколку родителот активно не се вклучи во целокупниот живот во училиштето, ќе имаме однесување за кои што државата ќе треба посебно индивидуално да ги третира. Затоа се направени многу стратешки документи и измени во делот од законите. Јас ќе споменам само неколку. Најбитен фактор, училиштата секогаш се алоцираат, целото внимание го алоцираат токму на образованието. Воспитната компонента во последните 10 години опадна и мислиме дека главен фактор во сето тоа е наставникот, кој што треба да и да ги воспитува децата, но целокупното воспитување